студиото со вас, Маријан Ников. Добар ден, ги следите плодневните вести и ви благодарам за вниманието. Од денеска зимата е присутна во Македонија по неколку денови високи температури за овој период од годината. Врнежите од дожд на некои места и на планините денеска беа врнежи од снег. Затоа оддавно СМ подсетуваат дека без зимска опрема да не се патува. Инаку Центарот за управување со кризи информира дека обилните врнежи од дожд што ја зафатија земја во текот на ноќта предизвикаа поплави, излевање на реки и потешкоти во сообраќајот. Најголеми проблеми се регистрирани во Тетовско-Гостиварскиот, Охридско-Кичевскиот и Битолско-Претпрадскиот регион, каде службите за итно действување веќе интервенираат. Како што соопштуваат од ЦУГ во Тетовскиот и Гостиварскиот регион, локалниот пат помеѓу селата Форино и Тумчевиште е тешко прооден, а забележливо излевање на Лакавичка река во село Мало Турчане и на Сушечка река во Горна Баница. Надлежните институции и службите за итно действување ја следат состојбата на терен. Во Охрид се поплавени подруми, гаражи, дворови на повеќе локации, а реката Далјан е излеана од коритото, при што се поплавени и голем број куќи. Локалната самоуправа и кризниот штаб постапуваат по пријавите, а службите за итно действување се организирани и на терен. Во Кичево, на улица Прилепска, поплавени се повеќе стамбени објекти, а околу столица се евакуирани и се сместени во спортската сала Христо Узунов. На евакуираните им е обезбедена храна, вода и основни потреби, а на терен интервенира екипи на Црвениот крст, Дирекцијата за заштита и спасување. Во Битолскиот и Преспанскиот регион врнежите предизвикаа зголемување на водостојот и излевање на повеќе водотеци, при што се поплавени голем број куќи и дворни места. За утврдување на приоритетите и координација на активностите на терен, кризниот штаб на општина Битола одржа и состанок. Да ги погледнеме сега изјавите на еден од најтешко погодените градови, Кичево, на градоначалникот Александар Јовановски. Потполно им се уништени домовите, се е поплавено, таму немаме дури ни пристап. Вчера през целиот ден противпожарните единици, јавното комунално предпријатие, па и општествено одговорни фирми, некои помагаат со машинерија да се исчисти дел од коритото на река, меѓутоа за жал големо количество на вода е така да постои огромен ризик и од оштетување на машините, па и предизвикува поголема несреќа. Формиравме кризен штаб, со тој кризен штаб одлучивме времено да ги сместиме тие најзагрозените што немаат каде да се сместат во оваа спортска сала. За среќа колку толку има грејање, во соработка со Црвен крст обезбедивме креветши, обезбедивме ќебиња, нешто храна. Дел ќе донира самата општина Кичево, дел ќе видиме со кого имаме соработка како општина и локална самоуправа од рестораните што може да споделат за да имаат топол оброк. Донесовме одлука да се врши редовно дезинфекција и дезинсекција, бидејќи постои огромна, за жал, можност од зараза. Много лошо. А има некои куќи по 2 метра сигурно направат. Кај мене не беше баш толку дека се 70 сантими. 30 години сум павал можда 10 пати. 10 патова. Кај што влагат вода и то ова и ја пак велам не може то дожд само. Ја веројатно е зеро непуштено, она за јас синој кај се сите замина ја остане. Тоа дојде водата за 5 секунди. Директорката на Институтот за јавно здравје доктор Марија Доновска на пресконференција одржана пред малку информираше јавноста за моменталната состојба со сезонскиот грип за првата недела од годината, односно од 29 декември до 4 јануари. Бројката изнесува 1725 заболени или 2,2 пати повеќе од претходната недела. Најмногу заболени има во Скопје, Тетово, Куманово, Велес, а најголема активност на грипот има во Дебар. Се забележува значително зголемување на бројот и инциденцијата на заболувања слични на грип на неделно ниво. Во текот на првата недела од 2026 година за прв пат во сезоната е регистрирана средна активност на грипот на национално ниво. Согласно овие податоци, во Македонија има висок интензитет на вирусот на грип со очекување на понатамошно зголемување во наредниот период. Ова не е ништо ново со оглед на периодот во кој што се наоѓаме, со многу празници, со многу прослави и собирања. Ова е нешто кое што е на некој начин очекувано. Пикот според историските податоци го очекуваме да биде во втората половина на овој месец и во првата половина на месец февруар,
со враќањето на децата во училиште, очекуваме дека и бројот на лица кои што ќе бидат заболени со грип или заболување на слични на грип може да биде и зголемен. Општите мерки, како и досега, значи Институтот за јавно здравје постојано алармира дека оние кои што не се заболени да избегнуваат колку што е можно нели во периодот некакви собири или да престојуваат во простори, молови каде што има голем број на луѓе, да избегнуваат контакт со веќе заболени луѓе или оние кои што ќе пројават некакви симптоми на кивање и кашлање, да избегнуваат значи контакт со такви лица. Од 17 часот по македонско, 18 часот по локално грчко време се очекува грчките земјоделци да го затворат граничниот преминев зони кон нашата земја. А Ники е затворен или Меджитлија за сообраќај од 10 часот по македонско време во рамки на 48 часовната блокада на земјоделците што предвидува денеска и утре да се блокира целата национална патна мрежа во Грција, споредните патишта и клучните патни правци во соседната земја, како и граничните премини, јави дописничката на Мија Одатина. На Евзони, иако првично беше најавено дека блокадата ќе почне од 12 часот по локално време, грчкиот премин ќе биде затворен попладнево од 17 часот по македонско време, а сообраќајот за сите возила за влез и излез од Грција кон нашата земја ќе биде во прекин 48 часа. На Меджитлија блокадата од 10 часот е за камиони, автомобили и автобуси. Според АНА и МПА на земјоделците периодично ќе го отварат овој премин за сообраќај. Единствено на граничниот премин до Иран сообраќајот се одвива непречено со оглед на тоа што таму не се поставени блокади. Затворени ќе бидат и граничните премини кон Бугарија како и кон Албанија. Од другите делови на Грција блокади се планираат на автопатот Солунатина, на автопатот Егнатија, на автопатиштата на Пелопонес, како и на автопатот во Западна Грција. Со блокадите на различни локации, Грција во следните 48 часа ќе биде поделена на два дела, со оглед на тоа што невозможно е да се стигне од Солун до Атина поради затворањето на автопатиштата, туку и на споредните патишта.